Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте. Јади бурек и почнуваме со бурекот. Бурекот лани беше 55 денари, денеска е, зависно од бурекџолницата, ама од 90 денари па нагоре. Да, негдека ќе го најдете и за поевтино, така. Тоа гледаш? Не, супер е. Уживај, топ сме. Ми се свиѓа овој кадар. Значи, што подалеку од себе, толку поише се сакам. Колку е повеќе Дај да видам оваа друга камера како ме гледа. Не, одлично, одлично, супер. Нема близко. А ова? Широката? И четврта, ако може, негде од кисела вода, вака. На Google Earth. Шега на страна. Супер сме. Одлични кадри, колега. Жиро сметка оставите, после пребачуваме одма доларе, марке, франке, све иде. Вака, денеска ќе изнесам неколку своји мислења за неколку работи. Не, дај ми го овој кадар, подобро ми е вака се фокусирам. Така. Ќе изнесам неколку своји мислења и нема да бидат тема, бидејќи тоа се мои размислувања. Многу ќе ми биде жал ако некој се навреди или некој ги свати или мисли дека се тема на муабет. Но. Ова е новинарски прилог за кој не се дебатира. Мој. Го задржувам своето дискреционо право да си кажам без дебата своje мислење. А муабет за дебата, јас се надевам дека ќе имаме барем неколку јавувања. Вечерва би сакал да слушнам ваши размислувања. Се подкачив под наводници, нема подкачување. Малку ги буцкав родителите. Имено, дали знаете дека децата, дали знаете, тие што треба да знаат, знаат. Децата немаат се уште учебници. Основците. Почна реклама позади, уште тоа ми требаше. Бежи бре. Така, да не те видам. Сакаат без пари да се рекламираат кај мене. У најскупа програма. Остај бурекот тука и прати го банерот одма. Цела вечер има да иде. За четврт бурек. Значи, муабетот би сакал барем едно јавување да чујам, бидејќи, нели, ги закачив малце родителите дека нешто многу и не се бунтуваат. Види, не дека и треба да се бунтуваат, не дека и децата треба да ги изложиме на стрес, малце стресови имаат, туку се работи за како да дојдеме до базични работи за нормално функционирање у Македонија. Ајде, joke of the century. Барем минимално толку имаме обврска и ние како родители во оваа факинг земја која плаќаме данок,
да ги образуваме минимално децата и државата ни е должна да им даде учебници. Се обврза. Или обврзете се и кажете ни thank you and fuck you, па да се снаоѓаме ние како знаеме, умееме, или завршете работа. Како бре имаше пари за све и се што. Од Арачиново, до Грчец, до Тетово, Гостивар, до ова, до она. За децава нема учебници. Извинете, за мене побитно е деца учебници одошто леп. Толку ќе ви кажам. Сега, ја реков, не е ова за дебата. Не е за дебата моето размислување, како сум имал јас став. Туку, каков е вашиот став по тоа прашање? Факт е дека, знаеш, им реков дека викам, не се бунтуваат родителите. Не е точно, Јанко ти ова ти она. Видете, 30 години сум у новинарство и на некој начин, дали музичко, дали политичко, било какво, да ви кажам дека изминативе 2 години, сега јас знам дека они се организирани на Facebook, дека излегува со некои транспаренти и протести, учебници мора да има, но да ви кажам, кој треба да ги контактира? Јас, нив или они мене? Прво, ја не сум новинар, не сум теренаш, не идам да снимам. Ако идам да снимам, ги праќам колегите снимаат. Јас сум секоја вечер тука на отворена платформа, кај што е една од погледаните, послушаните, повлијателните, да се јави некој. Ми се јавил некој во емисија да се побуни за ситуацијата со децата. Нити некој ми испратил допис, нити ми испратил барем некоја анонимка. Анонимка, ќе ја прочитам во емисија, за да покренам дебат. Ја не чувствувам порив од другата страна да има. Но, може би, добро се смета дека небитен сум или небитна е платформата, други начини за борба, ама кој што гледам немате ама никаков успех. Тоа е една работа. Втора работа, имаме денеска рекорден број на дојави за бомби. Нема само бомба во ТВ Сонце. Да ти се не види, мислам, стварно не си фаца, ништо не, мислам, никој ништо си удржава твојата институција, фирма, ако нема дојава за бомба. Стварно. Нели, како беше она вицот кога излегува тајните снимки од Бранко Црвенковски, имало колку 20.000 прислушкувани ова она која ги извади, и првиот муабет на новинарите што беше, те има, ме има. А тебе ти има, ме нема. Демек, 20.000 души у Македонија да те нема, значи небитен си бе, иди уби себе, фрли се, сам уби се 4 пати како станар на Полански, джитни се 6-7 пути. Да, зборам намерно по скопски диалект, тоа е маđarmalskиот. Да ги нервирам лекторите, затоа што лекторите се обично се занимаваат со ликови како мене, не со оние кои навистина треба да го говорат литературниот македонски јазик. Не се. Одиме со, значи, тоа се двете теми, бомбите и дојавите за бомби и за учебниците. И тоа ќе биде подосна, бидејќи имам неколку работи што сакам да ги нагласам и да ги кажам, а и неколку за фраканци да пуштам во меѓувреме, некои сериозни работи, дрн јариња. Фудбал. Знаете колку јас тие што ме знаат колку го сакам фудбалот и што сум направил јас за фудбалот во оваа држава. Не е битно тоа, важно она што го правевме ние како друштво, се забавувавме, коментиравме, се зафркававме, почнав да го правам пред микрофони, тоа испадна многу популарно. Луѓе што никогаш не следеле, претежно жени, што никогаш не следеле фудбал, почнаа да гледаат фудбал, нели? Имаш слика, гаси тон, пушти на радио и така натаму и така натаму. Се мислев долго оваа година ќе беше идеално да ги повторам после толку време, но благодарејќи на Адо, вака на малце чемер ме фати, ме наљутија и Инфомакс и Мечка и овој, затоа што и Дзов, затоа што им предложив да ги правиме, да, ќе видиме ово, она, ваму и таму, и секој со своите приоритети. Но ја да им се извинам, и подобро што не ги правев.
Подобро што не ги правев, подобро уживајте во... Само ги читам нели коментарите колку биле здодебни овие, како на арена бил овој националиста, како овој бил денационалиста, контрареволуциониста и така натаму. Само уживајте во сопствениот избор. Мислам, овдека во Македонија секогаш, не само фудбалот, сега фудбалот е, нели, го имавте, уживавте, беше популарно, беше добро. Така, не само заради мене, и заради гостите кои ги носев, од Тони Михајловски, Игор Џамбазов, Готра со мене цело време, и уште плејада гости кои доаѓа и правевме. Имаше луѓе кои сериозно одбива, например Ребека, Живкица, сум ги молела, дојди као женско, не, мене ако брейк не ми плати, ја на тоа нема да се појавам. Чега, карикирам. Ушто сме си уети сите каква се. Обожавам секоја зафраканција на моја сметка. Се додека не е вулгарно спрема мојата фамилија, друго салуте. Драго ми е што не ги направи, затоа што, нели, душегрижници и оние кои чепкаат, бараат фашисти и правоверници, во ова ново, ние живееме во неофашизам, кој не може да се нарече фашизам, бидејќи е, што е фашизам? Фашизам е униформност, фаскио. Знаете оној снопот околу дрвото на символот на Римската империја, околу, нели, носат знаме со ВСПК и околу него има столб, тоа е столб од исти прачки, они се фаскио, значи иста форма, сите обединети околу една работа. Инаку фаскио доаѓа, има и еден друг корен, а тоа е фешн или модата, фешнот е истиот корен го имаат и значи униформност. Што значи уствари во суштина? Едноумие, едномислие, едно облекување, едно јадение, еден морал и етика. Демократијата па подразбира нешто сосема друго. Демократијата подразбира некој да не ја сака оваа земја, некој да не е патриот, некој да живее и да работи оваа земја и да збори против неа. Тоа е демократија. Затоа Америка со сите свој, внатрешно зборам Америка, со сите свои мании е добра. Затоа што некој ја хејта, некој живе и сака да ја уништи. Демократијата мора да го дозволи тоа. Ако е добра демократијата, ако е поставена на здрави основи, она ќе обстане. Ако тоа системот не е добар, тогаш се развива фашизам кој им забранува на луѓето да мислат поинаку и ги тера да мислат онака како што треба. Се создава една преку НГО-ата, нели, не преку партии, туку преку НГО-та, како ти треба да мислиш и да гледаш на одредени појави, на жени, на мажи, на овој, на оној и така натаму. Види, има луѓе кои се морално и политички некоректни. Општеството од секогаш имало доволно сенс само да ги изолира, да ги дистанцира, да ги направи небитни во своето општество. Значи, еве, геј популацијата. Они се обидуваат денеска да кажат колку они биле обесправени, уништувани, тепани и така натаму. Да ви кажам дека геј популацијата најобесправена, најпрогонувана била во времето на комунизмот, на комунистичка Југославија. Тоа се истите овие кои се денеска на власти се најголеми гласоговорници за ЛГБТ. Но ЛГБТ не е веќе за права на ЛГБТ, на геј комјунити, тоа е веќе политичка организација, тешка политичка организација. И сега така е поставена, ако се спротиставиш на нивните политички факти, ти си прогонуван. И тоа не заради нивната политичка пропаганда, бидејќи ЛГБТ се знае, стои една партија, една идеологија, една филозофија. И нема демократија. Се што се, како беше, ја знаете од Југославија, кој другчие каже, клевече и лаже. И тој треба да биде осуден и така натаму и така натаму. Од другата страна па ги имаме, нели, овие патриоти. Не ја сакаш Македонија,
ти се согласуваш со бугарите, ти се согласуваш со србите, ти се согласуваш со албанците, тебе ќе те стрељаме, треба да те прогониме. Не. Една земја треба да има се. Само така може да се преиспитува дали земјата сме ја ставиле на здрави основи. Македонија со сите страданија и со сите овие измачувања кои ги има, далеко во иднината има подобра шанса за обстојување од што земјите каде што не смее да се писне надвор од... И обично, например, каде што преовладува едно такво едноумие, едномислие, доаѓа до дисторзии. Сакате најдобар пример со фудбалот, еве ви ги германците. Германците, кои ги знаеме како најдисциплинирана нација, најдобра во фудбал, ги снема, ги избриша. Дури не памтите кои ги елиминираше. Ама со што се занимава, што им направија на германските фудбалери, кои обично се дисциплинирани, нивниот мајндсет е фудбал и ништо друго. Да мафтаат со ЛГБТ знамиња, да зборат, не знам, у Катар како немало право на глас и демократија, како на ова, како на она. Иако директна врска не можеш да ја најдеш, но е многу слично у целата работа. И затоа, велам, добро е што не ги правев, да некој, ќе кажам вулгарен збор, нека ме казнуваат Совет за радиоконтузија, Курајбер, полуписмен, кој само заради некакви своји активности во партијата и во НГО-ата, се стекнал со статус да суди некому како мене, се едно, секако дека треба да ми суди, ама некој со капацитет. Сигурно не Теофил кој, како изјави, како потпише Теофиле, Јанко не е ни новинар. Те поздрави Никола Младенов. Одозгора те гледа и ти се смее. Не се. И некој сега, кажал Ќумбе, расиста, фашиста, антидемократиста, ово, оно, вамо и таму. Демократијата разбира и негативни мислења, и различни мислења, и различни филозофии, па дури и хейтови. Не. Денеска демократијата, што ви ја продаваат, разбира само едноумие. Затоа што се друго е опасно. Но зашто има опасно? Ако е поставено само на едни основи, дечки, зашто православието обстанува? Нема религија у светот, каде што свештено лице нема да ќе осуди секој, например, од било која религија, ако ти, например, отворено ја негираш нивната филозофија, светоглед, нивните начини, дали е тоа било која религија. Освен православие, каде што мене лично многу ме фасцинираше мојот духовник, срумичкиот владика Наум, кој викаше, осте го за син ми, нели? Кога експериментираше со алкохол, жени, дрога, јога, све и така натаму. Сега е перфектен. Сега е перфектен, дури и како верник. Викам, што да му правам? Бидејќи знаев дека како родител, синовите, керката, сите. Само остави ги. Дојде у момент, ги оставав, но дојде момент да ја се прииспита и во верата. А вика, Джизус не е точно, Бог нема, елиени, ово, она, вамо и тамо. Го храбреше, вика, слушај, окей, и то онака се спротиставува со храброст и на владика, и на монаци, и на свештеники. Вика, тоа е храброст, бе, тоа е боготражителство. Испитуваш, тражиш додека не дознаеш. И минаа години, испитуваше, тражеше и си дојде до одговорите. Без никаква моја сугестија. Денеска син ми е поголем верник, поревносен верник, одо што јас, што некогаш сум бил. Сите имаме успони и падови, нели? Значи, таа слобода на избор, па дури и да рчнеш во догмата, е она што може да те утврди во ставот.
може би во ЛГБТ има позитивни работи на кои стварно човек треба да се подразмисли и да ги примени. Но нивниот пристап на исклучивост не ти дозволува, едноставно антагонизам создава. Они викаат I don't care. Дури антагонизам ако создаде во тебе, они се среќни. Зошто? Затоа што централата викаат Јанко Илковски ни се спротистави во таа и таа емисија, ово, она, ваму, таму. Потребни ни се фондови, затоа што со неговата влијателност влијае врз популосот, да ово, да она, ваму, таму, каков ми рече. Но во суштина, они си се сами виновни и дури многу ниф им треба. Ниф им имаат потреба некој да ги шамара, да ги омаловажи, за да кренат джева, оти на таков начин централите после испраќат, не мора да е тоа ЛГБТ, за било што сакате. Еве за кучиња, еве за не знам, роми, за албанци, за љубители на голуби. Значи некаков ексцес да се, за да се прикаже дека се загрозени, и дека у момент кога се загрозени, ниф им се отвараат фондови. Одма, луѓето на Запад многу се straight forward. Бара помош? Да. Дајте му. Еве, давам. Давам. Верувајте, у Америка никогаш никој нема да умре од глад. Зошто? Отиди побарај оброк, секој ќе ти даде. Кога зборам секој 90%. Во Македонија немаш толкав процент. Затоа што многу не се продлабочени луѓето, но се straight forward. Побараш, да. Верувај дека да побараш заем од некого, овдека многу тешко ќе ти даде. Ќе се мисли, ќе размисли, ќе ова, ќе оно, што е човечки, нели? Чекај, ризикувам пари ваму таму. Во Америка е поинаку. Побарај одма ќе ти даде. Али зезнеш никад више. Колку и после да си се оправил, ово, не, готово. За секогаш. И тоа ќе се дознае сите кои си и што си, никогаш не ќе можеш да познаеш. Значи, на невидено ќе добиеш некоја доверба, дали од институција, дали од приватно лице, дали од компанија, дали... Многу е... Сега, за жал, и таму се менуваат работите на полошо, токму од оваа филозофија на исклучивост, бегање од суштината на демократијата, а тоа е да не се сложиме. И сега да се вратам на фудбалот. Фудбалот за мене заврши. Оваква мизерија од фудбал одамна не е видено. Прво, Италија ја нема, но гледав неколку надпревари кои вредеа да се гледат. Генерално на светско првенство ретко има квалитетен и добар надпревар. Најинтересно е кога, нели, како се вика, на аутсайдерот игра со некој поголем и го кине. Вака да се разбереме. Леонел Меси за мене ништо не ми значи. Значи, тоа е моја лична перцепција. Јас сакам типови како Златан Ибрахимовиќ, како Кристијано Роналдо. Нити сакам карактери како Меси, нити ми се допаѓа нивната игра. И тоа е прашање на вкус, не антагонизам. Но, има луѓе кои го сметаат за бог фудбалски. И тоа е во ред. И ќе се сложам дека толку има пружено многу во својата кариера и помогнато на својата репрезентација, вака, иако нели не може да се каже дека некој по заслуга треба да освои светско првенство, но ова е моје мислење за кое нема да се расправаме. Меси заслужува да го подигне трофеот. Но аргентински фудбал, тоа е, како да ти кажам, тоа е како пача заборавена, па неа издробено леп, некоја као така сув леп што останал, па замешано и у последен момент пред да му го даеш на кучето, и гладен си, немам што да јадам, па земеш тоа да го јадеш. Такво ми е чувството кое ја гледам аргентинската репрезентација. Да се разбереме. Некому му се допаѓа. Мене не. Мене не. Мене ми се допаѓа, например, Мароко. И Мароко не играше супер атрактивен фудбал, но затоа што не може технички да ги надмине овие кои
играат таков како што го играат. Мене ми се допаѓа некој стил, иако е пак затворен антифутбол, италијанците. Од целата нивна шминка и така натаму и така натаму. Јас сум љубител на англискиот фудбал. Има многу динамика, има подавање, има шутеви и така натаму. Но англичаните никогаш не можат со репрезентации кои целат свој фокус го ставаат на одбрана и среден ред. Па ако дае гол, како што играат шпанците, португалците, па и аргентинците. Но, добро, они го имаат Меси, така што малце се издига целава работа. И французите кои, еве, сега во целава работа. Најмизерното ми е и најубавото на ова светско првенство ми беа Хрватска и Србија. Значи, ова е поживотен став. Значи, мојот комшија, соседот до мене, а сосед го сметам и србинот и хрватот. Бидејќи имам роднини, па и крвна врска во овие земји. Ете, може би од таму ми доаѓа. Што не е битно. Моje право е да го имам тоа. Значи, бев пресреќен што овие две репрезентации влегоа на светско. И мојот таен, влажен сон беше у финале да ги видам Србија и Хрватска. Бидејќи некако имам чувство дека ако добро му иде на мојот комшија, јас сум среќен за него. Ме радува неговиот успех. Ме мотивира. Тука е, до мене, близок ми е. Секогаш ќе си се најдеме и така натаму, одошт успехот на Аргентина. Што имам ја од Аргентина? Што имам ја што Меси ќе го подигне фудбалскиот трофеј? Знаеш, кога некој од овие ќе им тргне, знаеш како е тоа? Целиот регион заживува, добива, станува интересен е за спонзори. Има многу елементи, не би навлегувал. Но сигурно би имале повеќе корист кога би ги виделе србите и хрватите во финале или полуфинале, одошто Аргентина или било кој таму Франција, ово. Што имам јас од тоа? И сега, што ми се допаѓаат мене, Марвел или DC, тоа е веќе филмска програма и нема врска со животот. Не се. Но, за жал, не знам како е во другите земји, и таму сигурно фудбалот е жив магнет за национализам. Во тоа, знаеш, бидејќи фудбалот многумина го доживуваат како војна помеѓу земјите, нели? И кој кого ќе победи. Значи, бидејќи сме доволно цивилизирани, не земаме пушки да се самоутепуваме едни со други, ете во фудбал, ќе ги прегазиме. Како викаме ние? Ќе ги изгазиме. Што значи тоа бе? Газење? Ама не, ја така го кажам. Не бе, брат. Едно е победа, друго е газење. Газење е да газиш на човечко тело. Сега да не се лаже, да ги изгазиме. И викаш, абе, ајде, сега не претеруј, тоа е ова. Ама, знаеш, во суштина е пак, што ја знам. И сега, што е најлошото што излезе и од Србија и од Хрватска нова? Хрватите беа, зборам како држава, како народ, повеќето, оние фудбалските фанови во Хрватска, беа живи среќни што Србија рано испадна од фазите на надпреварувањето. Од друга страна, србите беа пресреќни што навиваа за Аргентина. Србија и Хрватска имаат антагонизам. Еден народ, исти, кои едните се католици, другите се православци. И тука е целиот конфликт. По мене, толку. Исто како Македонија и Бугарија. Тоа е еден народ, македонци. Едните се сметаат вака, другите се правоверни. Thank you. Тоа е тоа. И ќе се трвиме, ќе се колеме, и попрво ќе ни бидат блиски некои далечни странци, одошто родениот брат. И не може странец тоа толку да ти го направи, колку што можеме ние меѓу себе. Па, знаеш што? Странците не замрзеа, например, Водњанци и Аутокоманда,
или дромци со карпош, бандите, навивачките групи, комити, чкембари и така натаму и така натаму. Така да македонскиот антагонизам сам против себе и со желба да бидеш со било кој освен со друг е една од најмизерните работи. Но, очигледно на Балканот не сме сами. Најлошото што можевме да го покажеме е токму тоа. Или како оној лудион, будалана, што излезе на српска телевизија, да кажува дека онаа згодната цицла било од тајните служби да ја гледаат младите у Србија, за да не служеле војска, за да не го бранат Косово. Абе, луд човек го нашле тотално, он искрено веруе во тоа. Но наместо да го однесеш у јади бурек да си направиме мајтап малце во неговото, тоа сериозно се сваќа. И сега Хрватите им фаќаат цеир, овие си фаќаат цеир. Мизерија, мизерија. Абе, спорт нели требаше да побудува најдоброто? Ја ќе ви кажам дека Бугарија кога играше на светското првенство во Соединетите Американски држави, јавно, јасно и гласно, без срам и тогаш и сега навивав за Бугарија. Кој сака нека ме нарече бугарофил, ама не може, затоа што знае што сум се обидел и колку сум сакал да ја помогнам на оваа земја, колку сум се борел за незиниот идентитет во своите рамки, како што сум знаел јас и умел најдобро. Секој си има своја борба. Е толку за фудбалот. Така да финалево што ќе биде, па секоја ви чест, ако имате нерви да го следите, што ја знам, онака, Аргентина и Франција. И кој ќе победи? Затоа што сега страстите растат. Зошто? Затоа што просечниот познавач на фудбал, кој знае повеќе од не, многу сум среќен што не ги прави. Ако, не треба убаво, не. Така, лошо, најлошо, уште полошо да е и да си цапате у тоа. Вака можевте да ме имате и мене и уште 100 популарни гости да ви направат незаборавен шоу 4 години да не го заборавите. Ама, не, јадам бурек, добро е шо е вака. Аргентина или Франција? И сега отишол некој, Меси, Бог мој, јас 150 денаре там, Аргентина ке тепа. Ке заработам 500 денени, мамицата. Или виес версе и така натаму. Само ни се спушта нивото, ама да знаете, колку е пониско нивото, толку е поможна војна. Колку има помалци учебници, толку има повеќе гневни, ирационални луѓе кои посегнуваат кон насилство. Насилството, колку го има повеќе, полесно се насочува во војна. Да, вие посакувате војна, бе, искрено посакувате. Малце ли зборевте со тенкови ке сме иделе на Солун? Или сега ќе ги газиме овие бугарите? Или дај со србите Косово да го решиме, или овие другиве, ај ние и Косово независности да ги решиме едниве и други. Нонсенс! Ама си имаат логика во својата перверзија. Ама малку по-писмен човек сега заќутува. Зошто? Затоа што влегуваат у дебата, влегуваш во дебата, во рационалното, ако го искажеш, и сега ќе се јави и ќе ми држи лекција, не ти што мислиш ова. Не. Нема да дозволам, нема да се расправате со мене, нема да разговарате за моите ставови, можете да си ги искажете вашите ставови. Дури најпозитивно која ќе чуjem, веќе немам нерви, која ќе чуjem, види Јанко ти добро кажа, види Јанко ти лошо кажа, пријатно. Не е тоа темата. Но темата останувам бомбите, дојавите за бомби и немањето учебници. Денеска го имаме рекордот. Она што сакам друго да ви го кажам е една интересна работа, е барем некаков одскок.
Ние немаме светски пејач. Немаме Нобеловец во литература. Ние немаме освоено значајна титула во спорт. Ја не знам со што можеме да се пофали. Ајварот не е наш, словенечки е, мислам копирајтот, да не се лажеме. И се нешто сме тука. Ги слушам колегиве мои за фудбал, зборат за ова, не знам, инвестиции, ваму таму. 90% од македонски фудбалери идат у Бугарија без амбиција да идат нешто повисоко. Зашто? Сигурно ми се 300 евра игра у втора лига таму, баш му е гајле сместен, ово, она, плюс 300 евра, јадење, пиење и он е среќен. Толку му се амбициите. Еден Пандев ке одскокне и толку е. И толку е. Вашиот велелепен Панчев се откажа од фудбал на 30 години. Кај го има тоа? Како да му го простам тоа? Он требаше да со тој капацитет и тоа, за жал, лоши агенти, лошо усмерување, нели? До 40 години. Он само погледнете што прават зрелите фудбалери, колку им помагаат на своите тимови. Тони Савевски, мислам, беше на 36 години централен играч на Македонија. Леле како играше човек со мозок, везеше. Тоа е искуството, бе. Младите учат, пијат од тоа. Затоа Пандев си отиде со стоечки овации, со песни го испраќаат од земјата каде играше. Немаме такви. Немаме. Но, еве видов една убава работа. Само уште еднаш пред да идам на ова, пред да го вклучиме компјутер. Сена Даруч е македонец од Гостивар, еден од врвни стручњаци за cyber security. Со човекот имав емисија прилично исцрпна околу дојавите за бомби, дали се откриваат, како се детектираат и како може да се превенираат. За жал, не допира. Но, твитерджиите се занимаваат дали он бил националиста, дали бил женомрзец, дали бил ваков или таков. Не ме интересира. Може и травестит да биде, може и да биде зоофил. I don't give a fuck. Мене ме интересира неговата експертиза. Што он знае во таа област, затоа што за тоа ми е интервјуто, а не за неговите политички ставови. Ме контактираше едно младо момче по име Петар Милетич, кој интересна работа има направено, може сега да покажеш. Петар Милетич, тој е ова младо момче, има направено собствена платформа. Се вика 24 Мондијале. Тоа е социјална мрежа, прилично амбициозно поставена и која има намера да парира на мрежите, затоа што, еве како изгледа мрежата. Може да си направите свој профил. Нели, ова е направено пред пар недели, што се вика. Уште е свежа, не знам ни дали е бета верзија, но веќе функционира, има неколку стотици како се вика, профили кои се функционира за било која земја можете да напишете овдека, да си креирате свој профил. Сега профилот се креира малце поинаку. Ја се обидов да креирам профил преку Facebook. За жал не функционира, изгледа Facebook се уште го нема одобрено. Мене би ми било идеално, без барања, без ништо. Но тоа не е битно. Битно е дека некој нешто направил. Сега, интересно е што е поделено и по секции, не е општа како Фейсбукот, колку ја можев да видам. Alliances, вајда се спремаат темите на вестите и секој профил има можност да се коментира. Гледате лайк, дислайк и коментари. Бизнис, за бизнис секторот,
во новинарство, наука, политика, човечки права и заштита на околината. Но она што има поставено е и да се има дуели, интервјуа, групи, маркетинг и така натаму и така натаму. Не сум го проучил многу, но на невидено реков дека ќе го промовирам. Го направиле наши луѓе, го поставиле и јас ги поздравувам. Понатаму ќе видиме како ќе се развива, како ќе иде и секако па евентуално ако некоја инспирација дојде од целово. Зошто е ова добро? Затоа што, драги мои, станува се по-стриктно на Facebook. Twitter не користите. Facebook станува многу стриктно. Имено до пред неколку месеци, мојата фан страна беше дури на моје пријатно изненадување едно од најшеруваните, најчитаните, најлајкуваните, најпосетуваните. И тогаш направив кикс, имено објавив фотографија од весник од 1941, 2, 3, и тоа бугарски весник. Илустрација. Дај го компјутерот мој. Значи, некои фотографии објавени во бугарски весник на средбите помеѓу Адолф Хитлер и цар Борис. За ова, мојата фан страна, која беше едно од, морам да признам, а има преку 60.000 следбеници и 59.000 лајкови на истата, сега ја добива редовно пораката дека мојата страница е во опасност. Само да се префрлам на тој профилот и сега ќе го видите што заради таа фотографија. Века, don't lose your page. Немојте да изгубите страната. Зошто? Значи, века, сте направиле community standards violations пред 2 месеца. Веќе не може да се види, бидејќи Facebook го има избришено тоа. Зошто? Вика, постои ризик вашата страна да биде избришена. И затоа е редуцирана дистрибуцијата на другите рестрикции и така натаму. Не е невидлива, но не е невидлива, но општата неписменост на сурфање научена е само она што ќе им се сервира. И Facebook им сервира она само што они сметаат дека треба да го гледаат. Во даден момент, бугарофилите во Македонија, провладините, соросоидите и така натаму, NGO-та, сите оние што мразат луѓе со чувство на слобода и сенс во изразувањето, иако на моменти некоректно можеби сум, што не значи дека треба и да бидам забранет, закон не сум прекршил, ја пријавуваат странава до Facebook, Facebook сам нема да ја види, ја пријавуваат странава и фотографијата се гледа, на фотографијата се гледа цар Борис и Хитлер. И за нив тоа е промоција на фашизам. И ја им викам, дали сте вие нормални? Се сеќавате на видеото каде жената го во дежаву го тепа детето, жената што го чува детето, го тепа. Тој футич од таа камера, кој јас го објавив, го објавија собствениците на Дежаву, јас го објавив на телевизија и на социјалните мрежи, се презема, беше многу гледано, коментирано и така натаму.
предизвика полициска интервенција, детето беше спасено од понатамошно влијание на таа токсична особа, се поведе судски спор и така натаму. YouTube ми вика уште еднаш само вака и ќе те избришеме сериозно, исто гледаноста на YouTube каналот ми ја намалио. И викам, господо, ова е снимка која заврши на суд и врз која основа детето беше спасено, искористено, јавно, медиумски и така натаму. Вашиот приговор е отфрлен. Тоа е тој едноумие. Едноумие на NGO-ата. Да ви кажам, вие што им се спротиставувате, не би застанал со вас. Вие што сте кондра. Или, како викаат, тоа педери да ги убиеш. Сега, некој може да ми извади само оваа реченица и да ме нарече. Ја илустрирам само како не би застанал до таков човек. Не би застанал до таков човек. У фамилија да го немам, у пријатели да го немам, у френдс да го немам, да не ми постои. Ма не ме интересира. Оти тоа е омраза, ама нема оправдана омраза. Омраза е омраза. Нема оправдана омраза и неоправдана омраза. Убиство е убиство. У очите на Бог, Бог не ти дал тебе да мразиш и да убиваш. Бог, ако си верник, Бог ти дал да сакаш. И тоа се сите подвизи, сите книги, и целата вера ти е поставена. Откај сега ти измисли тоа нешто? Ама знаеш око, зап за зап. Да, Стариот Завет ми го цитираш, кој Господ Исус Христос го поништи. Немојте ни со религија, затоа што сте перверзни и си ја злоупотребувате за самооправдување на собствените исто така фашистички. Као што се овие фашисти, сте и вие. Вистината е некаде во средината. И кога веќе завршуваме, да не бидеме веќе со негативни, се изнајадов бурек 1 сат. Океј, да ви кажам дека ни помалку ни повеќе има нов филм. Новиот филм се вика Астерикс и Обеликс. Ке излезе во 2023 година. Да видиме што пишува за Астерикс и Обеликс филмот. Средното кралство, The Middle Kingdom, единствената ќерка на кинескиот император Хан, бега од стрикниот принц, строгиот принц и бара помош од галите и од двајцата храбри војни Астерикс и Обеликс. Сега, кој глуми во овој филм? Нема трейлер. Тарададатара! The one and only. Златан Ибрахимовиќ го стаиле. Браво! Браво! Златан Ибрахимовиќ има свој профил на IMDb. Има повеќе филмови во кои он, Милано Деби, Winner Stays, I am Златан, и го игра Онефус во Астерикс и Обеликс Средното кралство. Така ли е? Одлично, благодарам режија и додека ќе ви го пуштам следниот трейлер. Момент малку. Ништо не е местено онака како доаѓа. Да ви го пуштам следниот трейлер. Not yet, ќе ви кажам. Трпение, ќе пуштиш гласно. Што сакав да кажам? Заборев. Било бил, витамин B6. 2 вискија све ќе реши. И едно кафе. Океј. Драги мои, овој викенд има доста работи, доста интересни работи ќе се случуваат. Имено Дромфест се случува. Дромци ќе прават свирки, колку што разбрав, Last Expedition и Брука Бенд ќе настапат меѓу останатите. Не сум проверил точно кои све други.
Во сабота во салата Јане Сандански Next Time имаат својот прв голем солистички концерт. Интересно ќе биде првиот концерт во салата Јане Сандански. Ќе идам таму тоа да го видам, се надевам добар ќе бидам со здравието до тогаш. Добар сум. Но за викендов, поточно веќе почна, се емитува најновиот филм Аватар. Збор 2 за Аватар, Јанко ко ќе рече Збор 2 е, излези, иди прошетај го кучето од Карпош до Ново Лисиче и назад, ето. И кој се вратиш уште збори. Саат време збор. Не се, изгледа нема да има телефони. Не ги пуштај телефоните. Не ги пуштај телефоните, затоа што па има нешто друго што сакам да ви презентирам. Имам прилог, ретко имам прилози, а ова ќе ми биде особен мерак. Имено, драги мои, кината беа на умирање, што се вика, заради Blu-ray, DVD, видеотеки, што ти ја знам, ваму, таму, се купуваше филми, стриминг сервиси кои се појавија, луѓето не чувствуваа потреба зашто би идел во кино. Джеймс Камерун седна, направи филм, за тој филм направи, изгради, создаде, измисли нова камера, така наречена 3D камера, која, иако 3D ефектите не се нова работа. 3D филмови има уште од 50-тите години, па у 70-тите години и така натаму, со оние наочари све, и сега се со наочари, но многу посовремена технологија, многу подлабока има и многу појак ефект 3D-то и начинот на кој е снимен едноставно вистинско доживување за овој филм кој извореден и сценарио и приказна, реки џабе ти се ефекти, ако не те залепија, а ефекти не те лепат, те лепи приказната во еден филм. Тоа те заинтересирува, а ефектите само го дополнуваат, ја дополнуваат целата работа. Така се мери филм еден. Значи, не ми филозофирај дали филмот Кајмак е добар или лош. Дали го одгледа од почеток до крај? Да. Дали издржа со задоволство, опуштен? Дали имаше мачнина во стомакот? Нема. Тогаш филмот е добар. За твој критериум, за тебе, тој филм е добар. А ако не си можел да станеш од седиште, тој филм е одличен. Значи, прво еден филм треба да те залепи за седиште, после ќе збориме за неговите уметнички квалитети. Колку се добри. Деки, ако те залепи за седиште, тоа е тоа. И Аватар навистина експлодира. Во тој момент во Македонија не само што немаше кина, имаше едно кино, а камоли да биде 3D. Се организираа тури со автобуси, каде што идевме во Космос Медитеран, во Village Cinema, каде што имаат па и IMAX. Тоа е оно огромното платно. Да не ви објаснам зошто се вика IMAX. Да го гледаме филмот во 3D кој беше спектакл. Тури имаше со автобус. Седнуваш, идеш во кино и се враќаш после кино. Тоа беше целата тура. Изворедно. Но дојде Синеплекс, влезе Синеплекс и мислам како Мојси вака да ми дошол и вака ми отворил портите. Ми раздвоил тоа барата зачмаена, усмрдена моја. Вака ми отворил и ми рекол, еве повели во светот. Јас сум дете кое кога ќе чуев дека има некој нов филм со Шварценегер, сме чекали и по година, па дури и по повеќе години, за да го изгледаме. Оти тогаш во Југославија, чекај да видам дали е политички уреѓен, што ќе каже Москва, што ќе кажат овие, што ќе каже Комунистичката партија. Па не го купуеш одма, бидејќи одма е скуп, после 2-3 години е поевтин филмот и така натаму. И бевме информирани, ручки оттупани. Затоа гледавме филмови како Опа цупа у кревету, Грчке смоквице, а врвни беа Емануела 1, 2, 3, 4.
После скоро повеќе од 10 години, скоро 13 години, Джеймс Камерон прави продолжение на филмот Аватар и едноставно, бидејќи во меѓувреме се случија вистински револуции и во сторителингот, и во ефектите, и во начинот на раскажувањето на приказната, се појавија ликови како Денис Вилнев, кој блокбастерите ги издигна на едно културолошко високо ниво кое беше невидено од времето на Стенли Кјубрик. Аватар, патот на водата, начинот на водата или The Way of the Water е веќе во Cineplex. Во исто време кога секаде во светот, и затоа сум презадоволен и пресреќен, Аватар се гледа во идеални услови, затоа што условите во Cineplex се исти онака како што и во најразвиените земји се гледа. Знаете, не идеме пречесто во кино и затоа не ми е битно колку е цената и што е цената, како што, нели, да ми дојдат едни Депеш Мод, нема да прашам дали е картата 500 денари или 5000 денари. Тоа е настан кој е редок и за кој се одвојува. Па вреди да скратам 2 литри ракија, па да отидам да видам нешто што ќе ме предухови. Веќе малце е тешко да раскажуваш како си купил добра ракија, одошто да раскажуваш што филм гледав, бев во Скопје, гледав филм, стварно вистинско доживување и така натаму. Ќе го гледаат многумина од вас на екранчиња, лаптопчиња, мобилчиња и ќе викаат како да ти кажам, нема да ви кажам. Вие си знаете. Идеме да го видиме двоминутниот трейлер па од филмот Аватар кој се прикажува во Cineplex, па се враќаме назад во студио. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forrest, boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Outcasts, that's all they see. I see. I'm a warrior like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Avatar: The Way of Water. Experience it in 3D. Only in theaters, December 16th. Tickets on sale now. А билетите за филмов се продаваат веќе некое време, има огромен интерес, можете онлайн да си резервирате и седиште и така натаму и така натаму. И бидејќи јас сум демагог како што сум, бидејќи помило ми е, дај ми го Кадаров, бидејќи помило ми е моето јадење бурек, одошто вашето, извинете вака, ама тоа е само за денеска. Изгледа се акумулираше доста работи кои сакав да ги искоментирам. Значи, ве молам, уште еднаш ќе ви ја пуштам репризата на редниот период или гледајте ја на мојот YouTube канал со Сена Даруч во врска со бомбите.
Не дека вие нешто можете да направите, ама знаеш како, кога имаш свест и знаење, бидејќи е објаснато на многу едноставен, најможно едноставен начин, за да може да разбере и било кој владин функционер. А после, нели, и некоја баба која е поинтелигентна и потехнолошки писмена од што цела наша власт. Имам чест и задоволство да ви пуштам еден прилог кој ексклузивно го направи ТВ Сонце за еден човек и што он тоа го прави. Неговата приказна ја разбравме, ја слушнавме. Мислам дека нема човек од телевизијава кој не му се допадна таа приказна, почнувајќи од собственикот па до сите нас овдека, и се потруди ТВ Сонце да направи еден убав и интересен прилог за овој човек. Ја тука се одјавувам од вас, уживајте во следнава, интересна и ексклузивна сторија која ви ја пуштаме премиерно во Јади Бурек. Лека ноќ и пријатно од мене. Одма пушти го прилогот. Се наоѓаме во село Старо Коњарево, општина Ново село, Струмичко, на тромеѓето помеѓу Македонија, Грција и Бугарија. Точно во позадина од нашиот соговорник се наоѓа планината Беласица, а на врвот од Беласица е токму центарот на Македонија, како што тој вели. Со нас е Митко Русков, кој што е македонец, кој што работи во Швајцарија и сега е повратник во Македонија. Со него ќе зборуваме за неговата идеја. Зошто сакате да се вратите во Македонија, односно зошто се враќате во Македонија и што сакате да постигнете со вашето враќање назад? Благодарам на прашањето и поздрав до телевизија Сонце на Република Македонија, што вака за прв пат тоа ни го дава шанса да ние малце разговараме и да го презентираме нашето село. Значи, јас Митко Русков од село Старо Коњарево, повратник од Швајцарија, 4 деценијска работа во Швајцарија. Значи, нашата желба секогаш, не како моја желба и на фамилијата, желба на многу македонци и поздрав до сите македонци кои ќе не гледаат. Значи, ние сме родени во Македонија, ово е мое родно село и сакам во ова село животот да го завршам. И да му помогнам на ова село што можеме и како можеме. Кажете ми помошта која што во моментов ја спомнавте и вашата желба да се вратите назад во Македонија, во вашето родно село. Која ви е идејата? Која ви е целта? Како ќе помогнете на селото? Како ќе помогнете на Македонија? И колку имате желба, реално, македонците од диаспората, да се вратите назад и да инвестирате дел од стекнатите пари? Значи, мојата идеја и мојата желба, како и многу други македонци кои се во диаспората, желбата ни е таа. Значи, ние се враќаме и сакаме во уеднината да ја збогатиме нашата држава Република Македонија. А тоа се, значи, инвестициите. Значи, ние сакаме да го развиеме нашиот селски туризам. Значи, имаме една идеја во село Старо Коњарево, кој, еве, позади нас природните услови кои не се искористени за туризам, сакаме да го развиеме туризмот, селскиот туризам, кој е многу баран и многу добар амбиент за сите нас туристи и кои ќе дојдат, ќе бидат, значи, задоволени. Значи, ние бевме во Швајцарија и бевме таму 40 години и доста се научивме на тие таму швајцарски педантности. Значи, ние сакаме да ги вратиме тие одговорни работи, услуга, чест, значи, до сите гости кои би дошле во Старо Коњарево како туристи, обично за сите граѓани на Република Македонија и на целата диаспора. Значи, нашата желба е, значи, ние таму добивме доста инспирации
и знаење како треба тоа нешто да го спроведиме. Само ете во иднина ќе се залагаме и сакаме тоа нешто да го спроведиме на најсупер начин, што ќе бидат многу европски земји изненадени, а сум разговарал и со многу граѓани во Швајцарија, значи швајцарски граѓани, и ми кажуваат дајте, залагајте се, туризмот, слушаме дека оваа земја е слободна, оваа земја богата, имаме убави природни услови, имаме планини, 4 годишни времења, што значи се може да се развие кај нас. Значи, во 4 годишни времења има многу работа и многу надеж и многу радост. И така да ние се одлучуваме со тој пат да тргнеме, да патуваме, значи, во иднина. Не само ние како фамилија од Старо Коњарево, има многу заинтересирани од Старо Коњарево кои сакат тоа нешто да го задржиме и да го обавиме и да функционира тоа. Само ни треба една сплотеност, ни треба еден договор, значи тоа да се знае како треба така да функционира. Властите во Македонија има можности 30 години независна држава, 30 години да пробаат да направат нешто. Очигледно селскиот туризам е далеку од реалност. Па ме интересира, како вие гледате на властите во Македонија и колку тие се заинтересирани реално за една ваква инвестиција и дали вашите пари се стварно добре дојдени овде, назад во Македонија, бидејќи 30 години многу македонци кои што се иселени надвор велат дека нивните пари како инвеститори не се добре дојдени во земјава. Морам да одговорам, однаш кога ме прашавте за властите во Македонија, значи, нажалост, тоа е за мене една гледна точка на многу заостанато ниво. Нажалост, тоа е многу заостанато ниво. Значи, тоа треба да се промовира. Значи, овие луѓе кои се печалбари како јас, мојата фамилија и повратници, нашата грудка земја, нашата Македонија е таа, овдека. И сакаме да инвестираме. Значи, многу соработка ни треба со властите, дали тоа е туристичка агенција, дали тоа е биро за туризам, за соработка, за порези, за 300 работи. Значи, тоа е, нажалост, многу малце вака активно. И тоа ќе ја молам властите да слушнат, да имат слух за таа работа, бидејќи ние печалбарите многу предересуваме за нашата Република Македонија, која си ја сакаме. Значи, моето село има 90% се печалбари. Значи, не е без пари моето село. Ама, треба сплотеност и помош и соработка со општина, и со Република Македонија, со горни власти, средни власти и местни заедници. Нажалост, не функционира тоа е на многу грешка, погрешно, кој ги исклучи местните заедници во идно време тоа да се врати. Затоа што тоа е најглавниот суд во државата, местна заедница. Дали имате контакти со некој од централната и локалната власт? Дали тие сакаат да ги видат вашите пари како инвестиција во село Коњарево? Вие сте под општина Ново село, дали новиот градоначалник на општина Ново село разговарал со вас, дали има интерес да излезе во пресред и дали имате разговарано со некој од централната власт кој што би донел неколку законски измени со кои што вашите пари би биле неоданочени доколку би ги вратиле во Македонија со цел раст и развој на селски туризам? Да, значи јас разговарав лично и тоа прашање го поставив на градоначалникот во Ново село, нашиот градоначалник Ѓорги, и со тоа и тој се многу радува на вакви теми. Ама разбрав дека и тој е некако попречен со централната власт. Значи, можем да кажем, тој е представник од ВМРО, али тоа во иднина нас треба да не интересува, во интерес е државата, не партиите. Секој нека се биде своја партија, а нас главна цел ни е државата да оди напред. Фамилијата да оди напред, селото да оди напред, да ги оставиме партиите малце, така како што сега моментална ситуација, оти ние сме македонци, ние сме сите со една мисла и со еден јазик
и треба да се разбиреме и да се помагаме во сите сфери, без обзир во која проблематика се работи. Со поздрав до градоначалникот, тој имам, разговаравме и во иднина ќе ги воспоставиме, значи сите овие, како да кажем, процеси или активности што треба тоа нешто да функционира околу туризмот. Значи, за тоа. Предходно, премиерот на владата беше тука ваш сосед од Струмица, од фамилијата Заеви. Дали евентуално имавте средба со него, бидејќи тој замина од владата, но голем дел од неговите кадри се уште дел од владата. Дали разговаравте? Дали разговаравте и актуелната владеачка коалиција да ве поддржи во вашите идеи и дали има слух од таа страна? Нажалост, не сум разговарал, морам да бидем искрен, не сум разговарал, бидејќи не сум имал ваква прилика, бевме вработени, али сега како пензионер имам време со било која власт да дискутираме. Не е проблем дали е СДС или ВМРО. Нас не е проблем развој на државата. Значи, сите печалбари го сакат развојот на државата. Не тоа партијата. Тоа да го ставиме малце на страна, тоа се други прашања. Али господинот Заев, што и го гледаме во задно време, нема никако да го слушнеме, да го видиме. Тоа е негова работа, него тоа би било во интерес едни, и јас кај градоначалникот реков сега зимата да се една трибина да се организира, и тој рече дека ќе се организира на трибина за информации, за повратници кои сакат да улагат во било која сфера, не само туризам, може да биде и било која друга бранша. Значи имаме ние способни луѓе со знаење и со пари. Само ни треба добро раководство и коректно раководство без корупција. Само уште едно прашање на крај, дали македонците во диаспората сте организирани и обединети и дали како такви планирате да настапите овдека пред локалната и централната власт, бидејќи многу често се зборува дека таму единството не е на толку високо ниво како што многумина овдека предпоставуваат. Значи, како јас желбата за својата земја, татковина, Република Македонија, така се и многу други печалбари со таа цел. Значи, тие се сите заинтересирани за да влезат, да се вратат повратници, да улагат во Република Македонија, али на жалост до сега информациите и, како да кажем, тоа сплотеноста или да се обратиме према печалбарите, пред се нашите раководители во Република Македонија, малце го оставуваат на некоја ниво, што тоа не е задоволително. А знаете, значи, ние преку печалбарите може да го вратиме таму. Во диаспората не е толку организирано. Сепак, ние, секој, дали сум јас или некој друг печалбар, желбата за својата татковина, пак ќе кажам, е секој пат тука. Значи, сите пари ние сакаме да ги улагаме тука и дај Боже да си ги вратиме нашите поколенија, значи нашите синови, ќерки, внуци, за развој во оваа златна Македонија, која се може да се работи и треба да ја изградиме. Нажалост е заоставена, занемарена. Во иднина препорачувам према властите, било која власт да биде, значи печалбарите се најдоброто злато, грудка злато, готово злато, само да го искористиме тоа и споразум. Споразум, значи да улагаме и да биде една реалност. Ви благодарам за одвоеното време. Чест ни беше што сме ваши гости и се надевам дека во иднина вашите желби ќе станат реалност и стварност и Македонија ќе биде препознаена дестинација за селски туризам. Така, јас уште еднаш поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце, поздрав до сите и поздрав до господинот Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, што еден човек ни даде можности вака да нашата Македонија да почне од Тромеѓата Старо Коњарево во иднина напред со плод да оди и со развој. Ви благодарам за вашата посета
и во многу почести средби можете нешто сме имали испуштено, тоа ќе се надополни, ама со разбирање, со сплотеност, со развој ќе ја постигнеме нашата цел. Македонија е една за нас и ја сакаме еднаш за секогаш. Ќе разговараме и со Лазар Аризанов, председателот на местната заедница село Старо Коњарево. Со него ќе позборуваме за историјата на ова село и за тоа колку во моментов има жители и ако го знае бројот на колку македонци се иселени од ова село и дали очекува да се вратат назад. Вака, добар ден, благодарам на Ѓорѓе Атанасов што ни возможува, што ни возможува приликата тука да се телевизија Сонце дојде во наше село. Благодариме на вас залога што во тоа време, такво време сте дојдени тука. Вака, значи село Старо Коњарево е тромеѓа на нашата Македонија, значи се наоѓа на тромеѓата. Имаме 240 куќи и негде околу до 1000 жители. Моментално се поголем дел иселени или на работа во Европа и потаму, значи по цел свет. Така да моментално тука се помалку, ама селото е значи најидилично од околината. Селото се е сместено 500 метра од бугарска граница, значи ние сме комшии. Нашето село е прочуено по воденици од време. Ние од времето имали сме тука хидроцентрала, значи за наше село. Имали сме воденици, динк за преработка на ориз, туповица за преработка на волнени тканини. И така да земјоделска задруга многу успешна со разгласна станица за цело село, значи се звучи сегде. Сега тоа веќе е минато, ние како повратници од странство сакаме да активираме малку тука некои работи, да развиеме туризам за нашите посетители од Македонија, па и од околина. Би било пожелно да се отвори тука граничен премин према комшиите и да под горски пат следува Петрич, Струмица и тука тогава ќе биде развиен градот, ова е селото, пардон. Ние сме во таа насока и значи благодариме многу на тебе Сонце што тој ќе ни го возможи да не чуат, да не видат, да чуат нашата желба и да нешто постигнеме со тоа. Рековте на 500 метри сте само до Бугарија, односно Бугарија во Европска унија, значи 500 метри до границата на Европска унија се наоѓате како село и велите немате граничен премин. Има ли интерес од, од наша страна има ли интерес од соседна страна и тие жители таму да се отвори овдека граничен премин за да се малку раздвижат луѓето? Вака, значи интересот кај соседната држава е многу поголем од колку кај нас. За това што они тежнат и они са наши, ние сме нивни луѓе, ние сме еден народ. Тие се многу блиски роднини тука, сите роднини. Сега ај тие соседни села кои се отвори пато од Петрич према овамо, значи тука се фаќат туризам од Петрич, дали ќе Старо Коњарево и Јавори или воденици и се тоа што се развие, дали ќе се извори Мокрински, дали ќе водопад Смоларски, дали ќе Колевски водопад, дали ќе Струмица, значи тука веќе има премин, има поврзаност меѓу тие сите места и туристички и така. Това беше едно време да се отвори тај премин граничен, ама од кои услови замре и така остана. Кажете ми само уште нешто. Дали разговаравте со македонските иселеници, рековте повратници? Дали имаат интерес да ги вложат парите овде и дали, и вас ќе ви го поставам истото прашање, имате комуникација со властите, што на централно, што на локално ниво, да дадат малку поддршка за оваа ваша иницијатива? Вака, значи, нашите што се вработени вон, еко како и ние сега што сме тука повеќе повратени, имат интерес, ама тај интерес треба да биде кај помладите. Значи, ние сме сега во пензија, ќе ги поддржиме,
а и ќе помогнеме. Од властите имаме го тоа веќе неколку години бара на таа истата ситуација. Не добиеме поддршка и така да, ето сега повторно активираме, се надеваме дека ќе ја добиеме поддршка со ТВ Сонце, да се објави и така да нешто постигнеме. Дали младите сакаат да се вратат назад? Синовите на вашите синови, пошто вие рековте сте повратник, дали имаат желба да дојдат назад, да инвестираат финансиски средства, да живеат во државава? Би се вратиле, доколку се подобри со ситуацијата, значи во државата. Они секак ќе инвестират и ќе помогне тука на развоју за нашиот туризам. Значи, нашето село треба да се информира во туризмот на нашата околина. И треба не само нашите деца, треба цела држава, од кои ќе дојдат вие од Скопје, тие од Прилеп и од Охрид, да ги видат нашите јавори гори на Топлиците и водениците, што е едина во Македонија што функционира на вода. Значи, тука е богатството на нашето село, не е само тоа, има и многу други. Дали ќе дозволи време само да видиме, лошо е време да прошетаме да видиме. Ви благодарам многу на одвоеното време. Ние секако ќе дојдеме тука, ние сме подготвени да направиме некаков документарен запис за ова село, бидејќи селата во Македонија се вистинско богатство, но кога доаѓавме навака, видовме дека ова село не е баш село. Зад нас е асфалтиран пат, се доаѓа по асфалтиран пат, сосема нови улици, добро, урбано, решено место и така натаму, па се надевам дека овој пример ќе го следат и останатите села во Македонија. Ви благодарам многу за залогот и да се видиме пак повторно во подобро време, во летно време, пролетно време, кога ќе зелено да се види убавината, да се види богатство наше и да има до тога некој успех. Како е оценувате првата година од мандатот во градоначалник во општина Ново Село, дали сте задоволени од сето на како се одвиваат за сега? Знаете, првата година, уште на самиот почеток, почна со бројни предизвици мојот мандат. Тоа беше условено од сите глобални случувања, па имаше ефект и на државно ниво и на крајот секако се сведе и на локалните самоуправи. Тргнавме уште од самиот почеток со 5-кратно зголемување на сметките за снабдување за електрична енергија, за уличното осветлување. Се случува и многу други предизвици и проблеми, но кои тековно, заедно со мојот тим во општината, успеавме да ги менеджираме и да ги решаваме. До пред 2 години се функционираше нормално се до COVID пандемијата. Пост-COVID пандемијата остави длабоки последици и за општина Ново Село. Така што на самиот почеток јас се посветив на изнаоѓање решенија кои ќе може да го вратат духот на народот, кои ќе можат да го сплотат повеќе народот и затоа почнавме со организирање на настани и на концерти кои и такако влијае позитивно и беа прифатени позитивно од моите сограѓани. И покрај тоа што имаме ограничен буџет, успеавме да изменаџираме тие настани да поминат навистина во добра атмосфера, каде граѓаните може да се повторно среќаваат после двегодишната изолација, за да во текот на летниот период да го прославиме исто на голема врата и најголемиот македонски празник Илинден, каде имавме и читање поезија за најголемите херои кои го дале својот живот за Македонија. И секако беше даден осврт на тоа дека борбата за Македонија и до ден денес се уште се одвива, се уште се бориме за ова наше парче земја. Тековно изработивме доста проекти. Сметам дека голем дел од мојата предизборна програма во текот на кампањата успеавме да ја насочиме кон подобрување на условите за живот на граѓаните. Реализиравме голем дел работи кои претходно не се случува. И можам да кажам дека сум задоволен со инфраструктурните решенија кои ги направивме ова година, па така успеавме досега имаме асфалтирано 3.500 метри во општина Ново Село, кое досега не било толкова голема бројка,
а до крајот на годината, еве овој декември, очекувам да се асфалтираат уште најмалку 3000 метри. Потоа даваме поддршка и за новиот живот кој доаѓа во општина Ново село. Знаете, ние сме рурална општина, каде голем дел од нашите сограѓани за жал одлучуваат да живеат и работат во странство, па заедно со советот на општината донесовме одлука да тие кои се овде им доделиме за секој новороденче еднократна парична помош. Исто така советот донесе одлука и за поддршка на вистина тие кои им е најпотребна, за лицата со попреченост, но даваме и тековно поддршка на млади интелектуалци, ги бодриме спортистите и еве ова година е пример дека многу вложивме и во спортот. Во нови игралишта се изведуваат во двете општински училишта, така што знам дека секојаш може повеќе. Знам дека доколку не се соочевме со глобалната енергетска и финансиска криза, ќе имавме уште проекти кои добро можевме да ги изменаџираме, но да кажем дека како за прва година, веќе еве навлегуваме во втората година од мојот мандат, имаме стратешка позиција за уште поголем развој во текот на година. Ме интересира каква е состојбата во моментов, навака одејќи стварно видовме релативно добро уредени села, асфалтирани патишта до самите места населени, до самите населени места. Ме интересира каква е стратегијата за враќање на младите од странство, бидејќи рековте ова е релативно печалбарски крај, многумина се иселени надвор од територијата на општина Ново село. Ме интересира дали нешто преземате, некакви иницијативи за враќање на младите или пак за задржување на младите овдека во Ново село. Да бидеме реални, тие кои веќе заминале да работат во странство, многу тешко можеме да ги вратиме не само на општинско ниво, туку и на државно ниво. Но затоа работиме напорно за да креираме услови за тие кои се овде да имат добри услови за живење, особено за младите, како што споменав, инвестираме во спортот и можностите за спорт. Во процедура сме за нова индустријска развојна зона, каде ќе има нови инвестиции, потенцијални инвеститори кои ќе отворат нови работни места, да нашите сограѓани не морат да патуваат во соседните општини за да си го најдат своето работно место. И еве една голема моја желба и цел ми е токму во новата индустријска зона и во двете викенд населби кои се планираат во Мокрино и Смолари, да не се фокусираме како што е државната стратегија да бараме странски инвеститори, туку да ги мотивираме нашите домашни инвеститори кои се на привремена или на стална работа во странство. Тоа имав можност да го презентирам и на една трибина која се одржа во Швајцарија неодамна, да нашите сограѓани им се даде шанса овде, од каде што потекнуваат, на некој начин да допринесат за своето општество и за својот дом. Дали од централната власт има поддршка ваква една идеја, бидејќи локалната власт има ограничени ресурси да ја спроведе оваа идеја, односно нема начин како да направи олеснителни околности за парите кои што ќе бидат вложени од македонците од странство, бидат полесно достапни и во што поголема количина искористени од нив, а не да заминат во државата, односно во државниот буџет. На средбата што ја споменав во диаспората во Швајцарија, во Тринген, ми беше укажано и сватив од самите сограѓани дека довербата на тие наши сограѓани кои се во странство е на големо изгубена во државната администрација. Жалам што е тоа така. Јас како млад политичар и ентузијаст да ги променам работите, да се одвиваат на подобро, се залагам да пробаме да почнеме да ја враќаме веќе довербата во институциите. Тоа е долг процес, затоа што за тие 30 години политичките збеднувања придонесоа да тие наши сограѓани ја изгубат довербата и затоа сега исто е долг процес и наш за новата генерација политичари да успееме да ја вратиме довербата на инвеститорите. Но еве јас знам, можем да кажам дека во општина Ново село тие можат да гледат како сигурен партнер за инвестиции и секако можат да се потпрат на општинската администрација и да знаат дека од нас ќе имат комплетна, апсолутна поддршка во текот на инвестирањето, нормално и во текот на реализирањето на нивните замислени проекти
И сметам дека самото тоа што еден македонец секогаш го влечи грудката земја од каде доаѓа неговото родно место, сметам дека ќе успееме во оваа идеја и покрај сите предизвици кои ги имаме од минатото. Одејќи навака, шетајќи низ општината, успеав да видам на едно место фотоволтаици, поставена фотоволтаична централа и така натаму, колку општината има идеја за развивање на таа грин економија, односно пред се поставување или продажба на место за изградба на фотоволтаични централи и комплетно развивање на таа грин економија, бидејќи станува збор за едно од најчистите еколошки подрачја во државата. Самиот тренд на покачување на електричната енергија доведе да инвестирањето токму во овие фотонапонски централи биде многу актуелно, па и ние како општина Ново село будно ги следиме промените. Како што спомена, во новата индустријска зона, покрај парцели за лесна незагадувачка индустрија, има предвидено и за фотонапонски централи. Тоа се некои 100.000 квадратни метри. Па веќе сме насочени целиот наш раководен тим, како на општината и на правните субјекти кои се основани од општината, како комунално предпријатие и училишта, веќе се насочуваме кон штедливо раководење на институциите. Па еве и за пример, за прв пример можем да кажеме и дека новата елка која ја поставуваме во општина Ново село ќе биде исклучиво на зелена енергија, на соларни панели, да покажеме дека во ова време кога треба навистина штедење не треба да трошиме енергија за некои работи кои се декорација, но па некои работи кои го подобруваат и го враќаат духот на граѓаните, мораме да најдеме начин како да не ги изоставиме. Така што сме будно ги следиме проблемите, промените и сме активни во тој сегмент. Вие сте погранична општина. На едната страна граничите со Бугарија, на другата страна граничите со Грција, колку што успеав да видам. Малтене се наоѓате на тромеѓето, некои села се буквално на 500 метри до бугарски или 1000 метри до грчка граница. Колку сте вклучени во таа меѓуопштинска соработка со општините од веќе земји членки на Европската унија и дали успеавте или успевате да привлечете за само година дена средства од меѓуопштинска соработка и средства од фондовите на Европската унија? Меѓуопштинската соработка која е финансирана од Европската унија, претходно општината има такво искуство, но јас од кога сум дојден како градоначалник се уште нема активни повици, ги очекуваме. Бевме како градоначалници од нашиот регион југоисточен, бевме на форум во Бугарија каде ни беше презентирано новите цели кои ќе бидат на таа ИПА погранична соработка. Имаме веќе спремни проекти кои ќе ги аплицираме, нормално што го поврзуваат регионот, а како што споменавте, ние сме единствена општина во државата која граничи со две европски земји, сме на особено стратешко важно место во државата и веќе имаме воспоставено позитивна комуникација со нашите соседни општини, така што штом бидат објавени повиците, ние како општина сме спремни и очекувам да добиеме такви пари. Со дел од вашите соселани, ќе ги наречам, бидејќи од селата туку околу општинава, зборувавме дека многу е блиску моментот за отворање на гранични премини со Бугарија. Постоело некоја идеја за отворање на граничен премин со Бугарија. Па докаде е таа постапка? Дали имате информации од централната власт, македонска со централната бугарска власт, или локалните власти меѓу себе дали комуницираат за да се отвори тој граничен премин, за да се отвори уште една можност за побрза трансферзала помеѓу Македонија и Бугарија? Единствен за сега официјален премин е преминот кај населеното место Ново Коњарево, но има една иницијатива која трае подолго години, но за жал нема слух од централната власт за да се отвори нов премин и на Старо Коњарево. Тој би бил особено важен како од туристички аспект, затоа што на тој начин ќе ги поврзиме сите подбеласички села. Сметам дека во иднина, доколку успее да се изнајде можност да се најдат средства за заедничка соработка, да се отвори и тој граничен премин, ќе придонесе да се повеќе се движат граѓани токму во подбеласичките села, кои сега на еден начин се
запоставени од тие туристи кои минуваат од Македонија кон Бугарија, затоа што имаме тука еден вид пасивен туризам. Тој пасивен туризам е изоставен во тие горе подбеласички села, затоа што главниот пат поминува низ центарот на општината. Пасивниот туризам, спомнавте, тоа е сегмент на пасивен туризам. Дали имате планови тој пасивен да го направите активен туризам врз основа на активна промоција на убавините кои што ги дава општина Ново село? Имате Смоларски водопади, едни од најпознатите. Има и уште неколку атрактивни места кои што вредат да се посетат, и дали планирате да ги подтурнете македонците од диаспората да вложат малку повеќе во партнерство со општината, да направат еден квалитетен сегмент за раст и развој на еден рурален туризам или алтернативен, што го велат во светов? Како што споменавте, Смоларскиот водопад е најголем во Македонија, исто на нашата територија и Колешинскиот водопад, исто еден од поголемите водопади во Македонија, и тука се и Мокринските извори. Значи, на едно место од некои си воздушна линија од некои си 15 км имаме 3 убавини, но морам да кажам дека има и многу други локации во општината кои се особено важни од туристички аспект. И затоа, како што споменав, за да го развиеме руралниот туризам, затоа што сега се соочуваме со проблем, туристите доаѓаат, ги посетуваат овие 3 прекрасни локации, прошетат низ општината, но нема доволно туристички сместувачки капацитети. Од тој аспект започнавме со припрема на документација за изработка на нови урбанистички планови за 2 викенд населби. Едната треба да биде во населеното место Мокрино, каде се предвидени 10 парцели, а другата е во Смолари, каде се и водопадите, треба да има таму 24 парцели. Тоа се 2 места кои локацијски се поставени во навистина убава планинска идила, каде сметам дека нашите сограѓани ќе се охрабрат да инвестираат, и токму од тој пасивен да го направиме активен туризам, да самите сограѓани, самите туристи кои ќе сакат да ги прошетат овие 3 убави знаменитости кои ги споменавме, и да ја прошетат, да ја видат целата нашата општина Ново село, да има каде да се сместат, за меѓу другото да почнат после тоа да одат и на планински туризам, со офроуд искачување како на планината Огражден, така и на планината Беласица. Така што сум оптимист дека 2023 ќе биде токму година на инвестиции. Јас ви благодарам за одвоеното време. Благодарам што не примивте да бидеме гости во општината Ново село, и се надевам дека ќе успеете да ги изреализирате овие проекти, да бидете една од поуспешните општини во државата, бидејќи велат дека овој регион е релативно богат регион. Јас ви благодарам на можноста да се оправдам и до граѓаните и до сите гледачи во Македонија. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро.
продолжи сервис и сепорт и поддршка И хардверски и софтверски апдети све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 809 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оцелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на инсектор. Андрей Гесек. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најчистките води во светот. И се е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, знам да душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книжа да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираш како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Или не смеам? Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готва како само се ги пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одменик. Така одма ќе се нападам. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети Муаветов. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се цвртам, а ти бе театар. Да. Што ми кажа? Как луѓе ја за тебе? Права комуњара. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Е, сега имаме еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што веќе трите аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не број. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти Боје да збора. Да пушти. Пушти горе, молим те. А греалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Погорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така и така резонира. Има
Poštovani gledači, tada sam se za večer. Neka neki prijatelj.